Драги ученици, јас сум Александра Апостоловска, оделенски наставник во 5-то оделение во Општинското основно училиште Кочо Рацин од Куманово. Добре дојдовте на часот по македонски јазик, каде што треба да ја разработиме наставната содржина разликување говор на писателот од говор на ликови, што и воедно е денешната цел на часот. Што ќе научиме? Да се запознаеме со поимите автор, наратор и ликови, да го препознаеме и да го разликуваме говорот на писателот од говорот на ликовите во литературно дело, да се оспособуваме за изразно читање на литературните дела. Поими со кои ќе се сретнеме се епика, автор, наратор и ликови. Да направиме краток осврт на тоа што е епика. Епика доаѓа од старогрчкиот збор епикос или епос, што би значило збор, говор, односно приказна. Тоа е раскажувачка уметност која опфаќа дела во стих и во проза и представува род од уметничката литература кој се занимава токму со анализа на говорот на писателот, нараторот и ликовите. Поконкретно, авторот ја пишува приказната, нараторот ја раскажува приказната, а ликовите се носители на идеите на авторот. Авторот или писател е лице кое го создава литературното дело. Тој ги создава и нараторот, раскажувачот и ликовите во самото дело. Значи, писателот го креира нараторот, раскажувачот, за да ја раскаже приказната, а ги создава ликовите за да ја одиграат содржината на делото. Нараторот или раскажувачот е измислена креација, лик, измислен лик од страна на авторот. Тоа е личноста што ја раскажува приказната. Секогаш користи индиректен говор, односно користи своји зборови за да ги искаже туѓите мисли. Од следниот пример може да забележиме како тоа изгледа. Сите ја дознаа грешката. Сега му стана полесно. Татко му воздивна длабоко и му се обрати на синот. Мора да забележиме дека нараторот не е исто што и писател. Писателот е личноста која ја пишува приказната. Нараторот е измислен лик од страна на авторот со цел да ја раскаже приказната. Ликовите исто така се креација на писателот, но тие се носители на дејството во литературните дела. Преку говорот на ликовите, ние како читатели може да дознаеме за нивните мисли, потреби, желби, како за нивните карактеристики, како за нивните ставови и така натаму. Ликовите користат директен говор, што би значило точно наведување на туѓите мисли. Најлесно може да го определиме говорот на ликовите во едно дело, бидејќи тоа е обележан секогаш со цртичка или тире, или пак е во наводници. Тоа може да го воочиме и од понудениот пример. Прости ми тате, јас не го заслужувам подарокот. Јас те погодив со грудката снег. Последниот пример што го подготвив за вас, веќе мислам дека можеме да определиме за кои реченици спаѓаат во говор на писателот, а кои во говор на ликови. Мајка му загрижено го праша. Каде ќе одиш толку доцна? Не грижи се, веднаш се враќам, одговори безгрижно. Овде може да го паузирате видеото и да размислите. Токму така. Реченицата мајка му загрижено го праша и реченицата одговори безгрижно спаѓаат во говор на писател. Додека реченицата каде ќе одиш толку доцна и реченицата не грижи се, веднаш се враќам спаѓаат во говор на ликови. Да погледнеме уште еден пример. На страна 77 во учебникот по македонски јазик за 5-то оделение се наоѓа расказот Незаслужениот подарок, чиј автор е Фејзи Бојко. Напоменуваме дека авторот е личноста Фејзи Бојко. Ние денеска ќе користиме извадоци од овој текст, па да погледнеме еден. Беше тоа еден ден пред Нова година. Долгите улици на градот, градините,
гранките на дрвјата, покривите на куќите и се наоколу беше облечено во бело. Снегот паѓаше тихо, додека белите снегулки прилегаа на бели пеперутки. Низ улиците, продавниците и пред шарените излози беше преполно со луѓе. Овдека станува збор за говор на писателот, затоа што и од овој извадок и воопшто во одговорот на писателот можеме како читатели да дознаеме за времето кога се случил настанот, место, начин како се случил настанот. Добиваме опис на ликовите, на предметите, местата, пределите, атмосферата која владее за време на настанот и дознаваме за содржината на самото литературно дело. Во вториот извадок, тато, зошто го држиш окото со рака? Едно лошо дете ме погоди со грудка снег додека се возев со автобус. Станува збор за говор на ликовите. Ликовите во овој расказ се таткото, мајката, Зани и Шпреса и тие возат диалог или конверзација. Говорот на ликовите во делото е обележан со цртичка или тире, а може да биде ставен и во наводници. И преку говорот на ликовите може да се дознае за нивните ставови, мисли, дејства, потреби, желби и слично. Ликовите се носители на дејството во литературните дела. Да заклучиме, говорот на авторот ни служи да ја опише атмосферата во делото, да не запознава со ликовите, со местото на настанот, со времето кога се случил и да ни создаде слика за содржината. Говорот на ликовите пак ни укажува на тоа дека ликовите се вршители на дејството во приказната. Тие вршат активности од типот на оди, седи, јаде, плаче, трча и така натаму. И преку диалозите во делото ги осознаваме нивните карактеристики и особини. Јас се надевам дека веќе сме подготвени за да ја изработиме следната вежба, да го прочитаме извадокот од расказот Незаслужениот подарок и да определиме со која боја е подвлечен говорот на писателот, а со која говорот на ликовите. Зани, сине, колку пати сум ти рекол, не однесувај се како уличар и како лошо дете. Ете што може да стори дете кое не размислува добро. За малку ќе го оставеше со едно око сопствениот татко. Но подобро што ме удри мене, отколку некој друг. Престани, немој да плачеш и ова нека ти биде прв и последен пат. Зани го зеде новогодишниот подарок, малечката хармоника. Но ниту таа ноќ, ниту наредната, 2 недели не ја допре со раце. Подоцна, наместо да фрла грудки снег, ја земаше хармониката и се учеше да свири. По извесно време се научи да свири многу песни и мелодии, но само што ќе ја земеше хармониката в раце, се потсетуваше на грешката што ја беше сторил тој ден, кога го доби подарокот и кога искрено се покаја за сторената грешка. Овдека може да го стопирате видеото, прочитајте ги уште еднаш речениците и добро размислете. Токму така, во извадокот од текстот, со сина боја е подвлечен говорот на писателот, а со црвена боја говорот на ликовите. Да повториме, гласот на авторот се однесува на стилот на писателот, квалитетот што го прави неговото пишување уникатно. Гласот на ликовите пак е обраќање и размислување, односно стилот на ликовите во самата нарација. Убавината на пишувањето е во тоа што како писатели можеме да избегаме од самите себе и да станеме некој друг. Ви благодарам за вниманието, останете во добро здравје и се гледаме во некоја следна прилика.